Почитувана јавност, почитувани граѓани, јас би сакал кратко да се осврнам на вчерашните седници на извршниот и централниот одбор на СДСМ. За работните групи кои што СДСМ ги формира, да имаат смисла, партијата мора да каже кој од двата предлози на ВМРО-ДПМН за нив е прифатлив. Во спротивно нема потреба од понатамошни преговори и губење на време. Првиот предлог кој го даде претседателот на ВМРО, Христијан Мицкоски, е преодна влада без ДУИ, излегување на ДУИ од сите ешалони, уставни измени кои би стапиле на сила само на денот на членството на Македонија во ЕУ и така би добиле како држава гаранција дека и Бугарија активно ќе биде заинтересирана за наше вклучување во ЕУ и дека Македонија ќе добие одредена известност дека нема да има понатамошни бугарски и рационални блокади. Вториот предлог кој што го даде ВМРО-ДПМН е предвремени избори оваа есен, при што дадени се 3 датуми за кои што СДСМ би требало да размислат кога би се одржале во септември или октомври. Потоа да се обезбедат гаранции од европските институции за заштита на националните интереси на Македонија, со тоа што ќе се гарантира многовековниот идентитет, но истовремено ќе се дадат и осигурувања дека државата повторно нема да ги има секоја година и рационалните блокади од Бугарија. Дополнително, после изборите, новиот премиер на Македонија ќе побара и економски пакет за подобар стандард во државата од страна на Европската комисија, кој што ќе значи припрема и на стопанството и на граѓаните за конкурентност во самата Европска унија. А од Бугарија, заради добрососедство, би побарале исполнување на 3 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кои што се веќе правосилни по избор на официјална Софија. Така ќе докажеме дека кога говориме за добрососедство, не говориме само за компромиси или концесии од страна на Македонија, туку разговараме и за обврски кои што се меѓународно валидни и за Бугарија. После тие предвремени избори, кој да биде опозиција, ќе има обврска да ја поддржува владата и државата во овие чекори за интерес на Македонија и на нашата евроинтеграција. И двата предлози, и првиот и вториот, напоменуваме, опфаќаат детронизирање на ДУИ, бидејќи тие се 20 годишен вирус кој ги атрофира институциите со висока корупција и голема неефикасност. ДУИ не е повеќе во позиција да условува, тоа е став на ВМРО-ДПМН, дека ДУИ треба да оди во опозиција и дека тоа ќе биде корисно за институциите и за довербата на граѓаните во државата. Високата корупција мора да се соочи со одговорност, а во рамките на ДУИ истата постои на големо. Формирање на работни групи би имало смисла само доколку СДСМ јасно каже кој од овие два предлози на ВМРО-ДПМН за нив е прифатлив. Дополнително сакаме да потенцираме дека сите спинови околу уставните измени и нивно прифаќање под бугарски диктат се невистинити, бидејќи ВМРО-ДПМН напоменува и кон СДСМ и кон ДУИ. Во овие околности вакво диктирање на уставни измени нема да поминат. Доколку не веруваат, нека ги предложат уште во понеделник во собрание и ќе видат дека ќе доживеат неуспех. Затоа, наместо СДСМ да свикува извршен одбор и централен одбор и да формира работни групи кои што не би имале суштинска работа, подобро е да прифати да се откаже од ДУИ и второ, јасно да каже кој од двата предлози на ВМРО-ДПМН се за нив прифатливи. СДСМ и ДУИ се свесни дека ја губат власта, која што долго време, за жал, ја злоупотребуваат, но доаѓа времето кога ќе треба да се соочат и со избори и со одговорност. За сите постапки и грешки и незаконитости ќе има одговорност, без разлика кој предлог од ВМРО-ДПМН за СДСМ ќе биде прифатлив. Од тоа бегање нема, затоа очекуваме СДСМ да даде одговор, наместо да продолжува со манипулации. Повелете доколку има прашања. СДСМ со тезата дека за време на либерската ВМРО-ДПМН има прифатено уставни измени, онака како што тие бараат, односно со завршување на скринингот и почнувањето на втората меѓувладина седница да почнат да важат тие уставни измени, меѓутоа вие зборите сосема нешто друго, дека со влегување во Европската унија тогаш да почне имплементацијата, практично и важењето. Што е прифатно? Дали е конкретно утврдено дека ВМРО не прифаќа, тоа е вашиот став кој постојано го повторувате? Дали има смисла постојањето на
работни групи, дали би можела да продолжи комуникација на ниво власка и полиција? Председателот на ВМРО ДПМН е јасно му укажа на Ковачевски дека вакви уставни измени, диктирани од официјална Софија како уцена, се неприфатливи. Доколку СДСМ прифати да се сменат околностите и тие да важат од денот на зачленување во ЕУ, тогаш може да се разговара на оваа тема под услов ДУИ да се детронизира комплетно од власта. И затоа сметаме дека ако ДУИ го прифати овој предлог и СДСМ го прифати овој предлог за да имаме важење на уставни измени од денот на членство во ЕУ и заминување на ДУИ од власта од сите ешалони, тогаш има смисла да формираме работни групи и да разговараме. Доколку за нив овој предлог не е прифатлив или не прифаќаат предвремени избори во септември или октомври, бесмислено е да трошиме време на работни групи и залудно да ги малтретираме граѓаните.